второ оделение, нешто наставничката, учителка тогаш, вика, тројца бевме, едно чинка спремав од 15 минути. И почнавме секоја година по нешто, така што од 12-13 години почнав, имаше многу добар аматерски театар во Неготино, во кој што и сестра ми учествуваше, брат ми. И почнав јас од 12 години во тој аматерски театар. И веќе не престанав до завршување на гимназија. Бидејќи имав голема желба за да бидам глумец, тогаш пријатели бевме со Ацо Ѓорчев. Тој ми најде текст, песна, многу песна од Гете, Царот на вилите, текст од Стаклена менажерија и ми даде едно 200 драми да прочитам преку лето. И не само публиката, од секогаш сум знаела колегите колку го сакаат и го почитуваат татко ми. Никој никогаш немал лошо чувство кон него. Татко ми бил секогаш отворен, секогаш ги примал младите колеги со широко отворени раце и некако тоа се провлекувало низ целата негова кариера. Настрана од тоа, публиката секогаш го ценела. Тоа се гледало секогаш по аплаузите на крајот кои што ги добивал после одиграната представа. Па јас со Диме скоро целиот свој живот во драмски театар и неговиот живот во драмски театар поминавме заедно. Диме сигурно тоа го кажува, може и ви го кажал и вам, дека јас всушност го вратив од железничка станица, он тргна да си оди за Неготино. Така беше депресивен нешто на почетокот. И ја му викам, кај ќе одиш бе, врати се назад, па му ја напишав молбата до драмски театар. Он вика со таа левата, пошто сум ја левак. Па, со Диме Илиев прв пат соработувавме во 2003 година на еден доста специфичен проект. И освен што е еден, да речеме, од моите омилени актери од детството, кој што наистина многу сум сакала да ги гледам во драмскиот театар, каде што и се заљубив во театарот воопшто, беше карактеристичен и по тоа што беше таткото на мојата студентка, на која што јас си бев асистент, Таси Илиева. И беше еден од ретките случаи кои што и самата ги доживеав, а тоа е кога некој ургира неговото дете да не биде студент на факултетот за драмски уметности. За Дими Илиев е од една страна многу лесно да се говори, од друга страна е многу тешко да се говори. Јас со Дими Илиев се сретнав кога јас почнав да работам во драмскиот театар, уште како студент. Па би рекол дека е, не знам, гениален и човек кој што од постарава генерација најдобро се согласува и најдобро се разбираше со помладите режисери. Многу имаше контакт со времето во кое живееме. Иако он старееше, буквално се чувствувавме како да сме врсници. Значи немаше никаков генерацијски јаз како со одредени колеги каде што не можеле да разберат одредени индикации или што сака режисерот, каков концепт да наметне. Затоа мислам дека и многу млади режисери го одбираа и сакаа да работат со Диме, баш заради тоа што беше во текст со времето во кое што работеше и твореше, значи и со модерното време, со било кога и да го ставевте. Диме на сцена се чувствуваше како дома. Фин, мек, лепче, обелаче. Видете, ние во драмски имавме така првата генерација која што дојде со завршен факултет, беа Мите Грозданов, Коле Ангеловски, Диме Станковски, Снеже Стамеска. Па 71 дојдовме ние, па 75-та Диме, па после тоа дојда Ненад, Џокица и да не ги редам сега. Драмскиот секојаш имал сенс за тоа кого би примил во драмски. Не секој можеше да биде во драмски театар. Тивок вулкан би рекол. Би рекол една питома природа
која што е на едно супер енергетско ниво, доволно за да те држи топол и спокоен во соработката, во префрлањето на сцена, во односот меѓу колеги и така натаму. Така би рекол. Кога ги запознав актерите подоцна нели во бифето и приватно, нешто препознав кај дел од нив што го носат и во приватниот живот, некоја енергија која што може на прво да се препознае, дали е тоа некој темперамент, дали е таа некоја бучност, гласност кој што актерите ги носат и на сцена, односно и во приватниот живот. Кај Дими Илиев тоа беше многу суптилно и многу специфично. Тој човек имаше разни улоги, разни креации кои што една на друга не наликуваа, а во приватниот живот беше човек кој што беше сосема трета личност, скромен. Почнав во детски представи, ја почнав како режисер прво со детски представи и ја требаше да игра некој младичот, љубовникот или така, се знаеше Диме е тој што го игра. Сега после малку остаре и почна да игра татковци, така, например, во една представа, така голема представа беше, Ладало се викаше од Поголдони, он играше еден аптекар фин, така еден убав. Така да со Диме се било убаво. Има многу улоги, не знам како да ви кажам. Ќе набројам неколку, може би некој секојаш така излегува најдобрата да ја заборавиш или не, не знам, прва ми беше така по-сериозна Црнила, во Црнила го играв тој младичот. После Мефисто, исто така многу добра улога. Три сестри, од првиот здив за која што ја добив наградата Ристо Шишков. После која друга би ја спомнал, не знам, еве и последната представа Фестен или прослава, Зоја Бузалковска што ја режираше, каде што тоа напиша. Представата е по вистински текст напишано за татко кој што ги силува своите две деца од 8 години, близнаци. И така една страшна лик што најмногу сум го мразел, бил тој. Обично имало и представи каде што ми било и мене и на колегите срама што играме во тие представи. Како публиката издржува да не гледа, лош текст, лошо направени представи, но имаше и прекрасни представи. Кога се распродава месец дена однапред, како што се Викенд на мртовци, Болва Вуво, не знам, Собирен центар. Она што исто не врзува со Дими Илиев е дека досега, последната представа со која што отиде во пензија практично, ја одигра во моја режија, тоа е представата Фестен, еден исто така многу деликатен текст за еден татко кој што злоставува две деца од своето семејство, што е нешто што е тотално спротивно од неговата природа и навистина беше една многу тешка задача која што тој одигра брилијантно. И кога викам последната досега би сакала да речем представа, затоа што мислам дека нели има Диме уште многу да одигра во иднина, се надевам и во моја режија. Има актери со кои што горите на сцена, се случуваат вулкани брзо и така работа. Односите прегоруваат, експлодираат и така натаму. Има актери колеги со кои што не се случува ништо. Тешко може да се конектираш и така натаму по природата на нештата. И има едни актери како Чичо Димо со кои што се сакаш да си во симбиоза. Диме Илиев или Димо Илиев, ако не најдоброто, прекрасен од многу аспекти, пред све како професионалец,
Значи, тоа што изминативе, да кажеме, 27 години, колку што сме заедно на сцена, покажал врна професионалност. Нема, мислам, режисер кој не соработувал со Диме, како на театарската сцена, така и на филмското платно. Човек кој никогаш не повишил тон на ниту еден колега, секогаш кога имал нешто да каже, го кажувал тоа отворено, на многу тивко и многу спретно, за да не те навреди и за да тоа што ќе ти го каже биде добробит на сцена. Не можете вие во драмски во тоа време, не можете вие во драмски ако не се стремите да бидете најдобар. Така и Диме која дојде после колку време, ја не знам, тоа ќе го прашате него, но тој доби Ристо Шишков наградата за најдобар актер на Данило Коцевски во не ми текнува сега како се вика насловот, иначе чекајќи Годо, ама поинаку е насловот на Данило Коцевски. Да не говорам во филмови и така натака. Тоа го кажав, дека талентот си го носи од Бога, го има, ден денеска е способен за работа и тоа е добро. Јас од дете тука доаѓавме пред се на новогодишните представи. Па после тоа како растев, сватив дека него му е страв да не некој од децава го наследи, па почнав да доаѓам во театар инкогнито без тој да знае. Тој ќе замине од дома, па јас после него ќе тргнам во театар. Па ќе си тргнав пред да заврши представата за да не ме начека дека сум била во театар. И секако ете таа љубов се родила тука, токму во овој театар кој е сега моја матична куќа. Идете во драмски, не може да не видите поддршка на младите актери, тие кои што доаѓаат после вас. Ние сите така бевме воспитувани, учевме, ние на секоја проба доаѓавме тука. На секоја проба, на секоја представа. Така да во драмски имаше еден култ кон тоа да ги гледаш младите, да видиш со кого ќе работиш, да му кажеш нешто. Ако те послуша добро, ако не пак добро. Се разбира дека младиот актер, доколку е паметен, има многу што да научи од Диме. Но тој е многу дискретен, ненаметлив, никош не да речам се не соли памет, нели не им дава совети со збор на колегите, туку повеќе со пример. Значи, младите колеги може да видат дека Диме секогаш е многу пред пробата тука. Прво во бифето, потоа во салата каде што почнуваме да работиме или на сцена. Дека секогаш многу сериозно се поставува кон тоа, навреме да го знае текстот, да биде на пробите 100%, дури и тогаш кога можеби од некој аспект невозможен, дали не знам, има некој во моментот физички проблем, нешто да оствари до крајот, или нешто му се случува, значи секогаш еден полн фокус. Да, јас секогаш кога говорам за актер, а слава му на Бога, Диме е се уште активен и се уште меѓу нас, се уште функционира. Никогаш не говорам во беше. Диме е актер, еден од големите актери на македонското глумиште. Човек кој што секогаш имал такт, нерви и време да им посвети време на помладите колеги, но на еден исклучително суптилен начин. Никогаш на врапито, никогаш да инсистира на нешто, туку едноставно низ разговори да пренесе некои согледувања кои што тој ги има во моментот додека работите. И тоа е исклучително важна работа, особено е важна за драмскиот театар. Во драмскиот театар од секогаш, од кога јас паметам, а и колегите што се постари ми пренеле, дека таквите односи биле регуларни. Што значи дека, не знам дали е така, мислам и дека не е така во сите театри. Не е ова е мојата улога, тоа е твојата улога, па ти гледаш ќе правиш со твојата, јас со мојата. Не, напротив. Во еден взаемен процес да се стигне до некаков резултат кој што ќе биде повеќе отколку кога би немале некакво, еве да го наречам, трето око
ако ги земеме она на режисерот. Чичо Димо, уште од прв ден кога се вработив овде го запознав, секогаш бил многу фин, многу расположен, секогаш расположен за соработка, за давање на совет, секогаш да помогне на помладите, општо на сите колеги. И една негова многу убава карактеристика е што кога ќе те пофали, многу е горд на тебе дека нешто добро си направил. Менторски да, апсолутно, и некако како татковски настроен, многу се грижеше за сите нас. Пријателска, да не речам, театарско-родителска една фигура ми е Диме Илиев. Тука и навистина многу го сакам и горд сум на сите представи што ги имам направено со него. Прво гледајќи ги филмовите со него што се снимени, затоа што некои од нив се снимени уште пред многу од нас да биле родени или биле многу мали. Преку работата во театарот, гледајќи го како работи, како му функционира логиката и театарска и како работи со режисерите, едноставно не можете да не учите од таков човек и да посакате да бидете таков човек. Тие се најчесто поврзани со детството и можам да кажам со летниот период, затоа што тогаш не беше ангажиран во театар и одевме во Неготино, во семејната куќа во Неготино и скоро секое утро знаеше да отиде на Вардар, дали со чичко ми, дали со некој колега од тука кога ќе дојде, одеа по риба. И ние ќе станеме, не знам, во 8-9 часот, тие веќе се вратиле со огромен крап или сом. Па тука мајка ми и стрина ми тоа го чистат, прават за ручек, спремат, сите некако заедно собрани комшиите. Тие периоди ми се некако останати како фамилиарни средби, кои што се најчесто биле во текот на летните периоди. И се сеќавам на еден момент бев сама во Неготино кај тетин ми и се разболев. И тетин ми му се јави на татко, ми вика, таци е болна, дојди. И татко ми дојде од Скопје, ме фати за рака и ме однесе на лекар да ми вадат крв и треба да чекаме резултати. Кај ќе одиме, што ќе правиме, седнавме во една кафана да чекаме резултати. Јас се топев дека цел тој ден го имам со татко ми. Денес кога ќе се сетам, мене не ми доаѓа на памет дека јас сум била болна или дека сум била со татко ми. Затоа што он бил тој што бил позафатен дома. Мајка ми одела со нас по лекар и мајка ми не чувала. Татко ми или бил на снимање или бил во театарна проба. Мајка ми е таа што повеќе се грижала за нас. Првите мои представи кои што ги работевме заедно со Диме, со Чичо Димо, беа Ждрело, капитанот Џон Пиплфокс, Фестен, човекот што го изеде светот. И на тие проекти кога подобро го запознав Димо, пред се го запознав и како човек. Гледав еден искрен, чесен, доблесен човек кој што не е егоцентричен, кој што не е самобиднисан, секогаш тука за било каква помош од било каков тип, секогаш подготвен сето свое знаење да го пренесе и да помогне со сето оно што го носи како професионалец, актер и како човек, да целата представа и ние, колегите, и тој секако со неговиот лик, да бидат подобри. Не постои актер над 55 години што не е менторска фигура. Само разликата е од тоа како менторира. Апсолутно се бил менторска фигура, и така сме го доживувале сите. Што ти рече дека со помладите беше на едно одлично ниво на соработка, во однос на тоа каква питома природа има тој и колку е приемчив за нас, што е многу значајно во една фаза кога ќе влезеш во театар и некој толку топло просто само те подзема, ти подзема рака, знаеш, и така што од тој аспект беше за помладите секогаш тука и менторството преку едни други канали беше негова, мислам дека, примарна задача. Татко ми секогаш вели, никогаш немој да се фалиш со деца и со здравје. Не знаеш кога ќе подвали нештото. И мислам дека како ми поодминуваат годините, се повеќе разбирам што сака со тоа да каже. Кога бев дете, ти го чуев тоа, ќе рече на некој не се фали со деца и со здравје, кам зашто бе, ако све е супер со деца, ако ти е одлично здравјето, зошто да не се фалиш? Меѓутоа како одам така, на кај старост, еве да речам веќе неважно, сваќам што всушност тоа значи.
И она што го имам научено од татко ми е дека секогаш морам да сум на време и никогаш не смеам да лажам. Затоа што едното и другото ќе биде погубно за мене во некој период од животот. Горд. Не знам за горд, дали би го нарекол тоа горд, но секако после тоа се случија многу работи. Јас таа улога ја добив сосема случајно. Филмот веќе бил при крај, уште недела дена да се снима, ја појма немав за тој филм, дека не ме викна ниту на пробно снимање, тогаш се викаше кастингот. Ама вечерта имаше една 11 октомври, знам беше, сослушувањето на железничарот, текст на Горан Стефановски во режија на Слободан Унковски и асистентот на по режија Мики Стаменковиќ гледал, еден колега наш го викнал, ја гледал и вика, па ова е ликот што требаше, што ни требаше. Делфина на телевизија. Ај наздрав. Те гледам цел ден денеска. Многу брзо се снаоѓаш во новата улога. Мислиш на костимите? Будалче, јас се забавувам со тоа. Освен тоа сакав да ве видам сите. Колку сум горд. Ми беше пријатно, ми беше убаво. Многу промени тој филм во мојот живот и на приватен план и на професионален. И после 30-40 години во автобус, јас не возам кола цел живот, во автобус, во продавница, не знам, по улица ке те сретнат некој, вика, јас сум професорка во пензија, се сеќаваме зошто нема повеќе драми или филмови со ова, сакаме да ве гледаме. Беше многу пријатно овде, речиме, доаѓаше публика, сега, како ќе ме разберат, дали ќе игра Дими Илиев вечер во таа представа. И Диме беше еден од најдобрите, баш кај убав, у тоа време беше многу убав. Ети тој филмот што го сними, Исправи се Делфина, беше преубав таму. Ја не знам како можеше Недар Арнеич да се заљуби у тој другиот, место да се заљуби у Диме. Видете, Петко е несомнено ликот кој што го вивна Дими Илиев во созвездието на големите звезди, не само на македонското глумиште, туку и на југословенското глумиште. Но, кога говориме за актер, тоа подразбира дека Дими Илиев е човекот кој што се позајмувал себе си на своите ликови. Така што не би можел да кажам дали му одговарал повеќе Петко или ликовите кои што ги играл во театарските представи, или да речеме во, ако не се лажам, во Железничарот имаше една извонредна улога остварено, и тоа јас сум бил уште дете кога сум го гледал. Така што мислам дека Дими Илиев е еден целосен, комплетно оформен актер, кој што подеднакво добро функционираше и на театарските штици и на филмското платно. Тука нема што му лежи. Диме е одличен актер и затоа може да игра се. Така да актер е човекот кој што треба да навлезе во карактерот кој што ќе го игра. Условно, Благој Чоревски во улогата на тој и тој, или Диме Илиев во улогата на тој и тој. Тоа беше еден ден, звони телефонот, ми се јавува Маја Андонова Илиевски, сега ја погодив точно, актерка наша, моја колешка, која што тогаш беше директор на Домот на културата, и ми вика, Чичко Димо, ќе гостува Неда Арнерич со уште еден колега постар, вика, дали ќе сакаш, колку се немате видено, викам, не знам, 20, 25-30 години може. Вика, дадиш цвеќе. Вика, малку ми е проблем патувањето, Маја. Ја вика се договори со синти Филип. Филип за тие работи махер. Вика се договори, он ќе те донеси тамо, никој нема да знае ништо. И отидовме во тоа, Маја не пречека. Кафе едно, представата почна. Завршува представата, аплауз, и Маја вика, ајде, Чичко Дима. И оде ми ни дадат две девојчиња по една икебана, вика, ти дај го на Неда, јас на Пеѓа, на колегата. Јас си го давам, тој она, хвала господине. И викам, Неда, се сеќаваш на мене? Ме гледа. Не.
Викам, ти кога беше Делфина, јас бев Петко. Ти ме, не знам, почна тука да ме прегрнува, да беше така. Не знам како да го кажам тоа. Беше и убаво и неубаво некако. После толку години се гледа, имаше еден аплауз поголем отколку за самата представа. После тоа имаше некој интервју, отидовме на вечера и за 4-5 месеци се случи со неа тоа што се случи. Страшно. Има доста се кажува, меѓутоа многу лош човек, многу лош глумец. Има греови на душата, ние многу приватно се дружевме со него. Греови на душата, многу риби има испофаќано, отепано некои животни. Беше пасиониран риболовец и ловец. И не знам за неговата професионална работа, има доста се кажува, меѓутоа не е моја да кажувам. Кажано е преку неговите улоги што ги има остварено на театар, на телевизија, на филм. Бројни награди што ги има добиено. Меѓутоа, приватно многу се дружевме, се уште се дружиме кој што можеме. Прекрасен човек. Реков, не сакам да кажам за тоа. Лош, реков, многу лош актер. И како човек многу лош. Знаете што? Сигурно сум дека сите мои колеги зборува во суперлативи за Дими Илиев. Па јас малку така шега да направам. Иначе би го кажал истото. Сме играле со него во повеќе представи. Кој да ги брои веќе. Имавме една реплика која обожававме. Рибарски краници, представата. Жени тамо што се караат, вамо, тамо. Нам до тука дојдено жените и јас викам, жени, желки да пасат. Најубаво е да си на широкото море и да си ловиш риба. Со него доста се дружевме, па и ме привлече и за риболов и за лов. Често пати одевме на Тиквешко езеро по едно 3 дена. Многу си поминувавме. Тиме е одличен пецарош, меѓу другото. Меѓутоа, еве се дека е зима, се потсеќам на исто ме носеше на лов на шатки по Вардар. Пуштени со гумен чамец и една прекрасна зимска идила би е рекол со гранки, со снег, со тие моменти ми се секогаш незаборавни со Дими Илиев. И од тогаш многу представи сме работеле заедно. Диме беше еден од најангажираните артисти. Он играа по 200-300 представи во текот на една сезона. Огромно задоволство беше тоа што се дружевме. Се дружевме во бифе, се дружевме на проби, се дружевме на сцена. Правевме разни представи, не само комедии, правевме и сериозни представи, правевме и Драмски во тоа време беше фабрика. Драмски театар беше еден колектив, едно јадро кое што беше многу снажно, многу силно. И тоа се гледаше и во представите. Не велам дека и сега не е така, но е малку поинаку. Односот на државата е поинаков кон театарот. Да, секогаш се имаме дружено, дали кафе, дали храна, дали ќе останеме во театар да се ќе нарачаме нешто или како и да е, ќе разговараме за представите, ќе забегаме, целиот свет ќе го превртиме, ќе ни раскажува најразлични приказни од нивно време, како било, што било. Така да тоа е многу драгоцено да имаш работено, да го имаш осетено, фатено во театар, како што викаме ние. Работевме една представа заедно, беше голема екипа тоа и тој ја решил во еден момент сам дека ќе прави шега со една колешка наша, која што отиде до толку далеко да нашата колешка полуде во еден момент, почна да крши тука, се заврши супер. Нема да ја откривам приказната, баш е малку поголема, ама толку супер суптилно ја водеше целата приказна, да ние не знаеме дека е шега, а ја поддржуваме апсолутно неговата приказна.
И тоа траеше, да речеме, негде 10 дена, можеби 2 недели. И се беше негово масло. Тивко, кревко, полека, до толку што сите ние почнавме да бараме спас во него за ситуацијата. И на крај, Кутриот, нема да ја заборавам никогаш таа сцена, на крај самиот призна, јас направив се. И беше, прво беше супер изненадување и второ беше една супер лекција, затоа што ние нашите шеги ги правиме многу инстантно. Работевме една представа со голема подела бевме. Мислам дека беше лето, па немавме навечер представи. Се случи да се работи уште една представа паралелно, исто голема подела и мене ми рекоа дека и во таа представа ќе играм. Се сложив бидејќи немав многу големи улоги и реков само да не се поклопуваат пробите, за да можам и во двата процеси да учествувам. И се разбира, во исто време беа пробите и јас трчав од една на друга проба, како каде ќе завршам, одев на другата и така. На една проба од едната представа каде што играше и Чичо Дима, се случи да се отиде во кафана. И јас реков, одете убаво да си поминете, јас одам на другата проба. И доаѓа понеделник, на мене ми пишуваат реферат, ме казнуваат дека не сум била на проба во кафана. Немам зборови, значи. И ми вика сега колегава, ти сега напиши писмо, сите ќе се подпишеме петиција да не те казнат и така натаму. Значи се случува скандал, голем проблем е. Сите уклучени, заангажирани, како тоа, ова, она. И доаѓам јас на проба, тука и администрација, директор се подпишуваат реферати казни. Тоа Чичо Димо сите ги натерал да ме зафрекаваат, дека ќе ме казнат 30 по 106 месеци од плата. И јас дури се расплакав, многу му беше жал, после ми се извинуваш и така натаму. Сите се смеа, после јас се смеев од кога сватив дека цел театар го натерал, тоа неколку денови траеше. Сите да ме лажат, да ме тераат писма, да пишувам да ми се смеат и на писмото, и контрареферат ли, не знам таму како му доаѓа. Потоа рече, добро, сега не се шегувам веќе со тебе. Се случи еден ден да не одам на проба, поради некоја причина, не се сеќавам поради која. И следниот ден го зимам Димо да одиме заедно на проба и ми вика, само да ти кажам, не реагирај. Златко Оригјански, Слободан Унковски се скараа многу и мислам дека Оригјански нема да ни прави музика, ама ти прави се како ништо да не приметуваш. Јас велам добро, а секојаш знае он така со ишарети, со намигнувања, да ги спрема ситуациите. Инаку под она тело на озбилен човек и господин човек се крие еден страшно шеговит лик кој навистина знае спретно да те вовлече во некоја таква смешна ситуација. И ми вели, не реагирај никако, само биди спремна дека можеби ќе има голема кавга. Викам, па зашто? Златко Оригјански баш некако беше позитивен на тема представата и така натаму. И он вика, ти само следи ја пробата и ќе видиме што ќе се случува. Јас доаѓам на пробата, сите среќни и весели, дури самиот Златко на пробата. И јас седам и сега едно 3-4 сати, Диме цело време ми даваше као ишарети, као само следи. Значи, ситуацијата беше многу позитивна. Унко си режираше, ние си се смеевме, меѓутоа цело време како една накострешена мачка чекав дека во секој момент нешто ќе се случи помеѓу Унко и Златко. На крајот на пробата срце не ми даде и му викам на Златко, Златко, што се случи помеѓу тебе и Унко? Те гледам на проба, ама некако не си ми баш расположен. Ма вика, Диме те зеза, вика, он ја направи целата приказна само да ти го направи денот да се смееш. Душата ми ја извади тогаш. Првата представа ја работевме Падот на невиноста и имаше некој лекарски зафат, а имавме сцена со тепање една, ама во театар знаете колку и да вежбате, може некогаш да се случи некој инцидент. И во таа еуфорија и таа сцена на тепање само Диме си вика, операцијата! И јас се пресеков тука, цела представа, трчајќи суфлерката, неговата сопруга, Даница, прашувам како е Диме, што е, он се скри. Како е Диме, што е стварно ли гудрив, не ли гудрив, на крај ми вика,
опушти се, бе, те зафркавав малце, ајде да поминеш низ барабанот на драмски театар. Така да тука ме потресе малце, ама добра финта направи. Па, јас уште скоро пресно оженет. И доаѓа жена ми Магде, исто тука и он века. Чуре, па не ли ленче ли е ова? Па не ли црна беше таа? И нормално, жена ми, без да размисли малку, вако испогледа, и му се налути, стално сега се смее, која ќе кажам, после 50 години брак, пак и е тоа како еден мотив да ми се налути. Ние знаевме да правиме шеги на разни начини, но шеги кои што не беа злонамерни, злобни. Значи, кои што ќе востават нешто, знаевме да го оставиме да стои некој актер позади сцена пред да излезе, да не му ја кажеме точната реплика, односно шлагвортот, за да влезе. Така да сме правеле разни работи. Дима си знае тоа така да го каже. И кој не го знае, одма ќе помисли дека тоа е вистина. Она што е таа, мислам дека е најважно, ајде да кажам, тоа што тој се одлучил да ја работи оваа професија, за некако чивијата да влезе кај мене, поради што сега сум многу среќен човек. Не знам дали би била толку среќена доколку би работела нешто друго во животот. А мојот избор е само поради тоа што сум го гледала она што го правел татко ми и секогаш сум се стремала и се стремам да бидам барем на некое ниво како што бил тој како актер, па и денеска. Само ми е жал што сега не е на сценава. За сите актери реакцијата на публиката е многу битна. Кога публиката е задоволна и кога завршува представата и си одиш во гримиорна, цел си и исполнет и празен. Тоа е толку пријатно кога публиката за време на представата или на крај на представата аплаудира, не знам, до тамо се оди до скандира и така. Тоа е, не знам, за тој аплауз си живееме. Сакала јас или не, тој ќе биде запаметен како крајно професионален актер, со голем сенс за секоја улога која што ја сработил, како многу добар и посветен колега и како тивок човек кој никогаш не газел преку живи трупови за да постигне тоа што го сака во животот. Тоа беа исто така за пензионирањето. Кога се пензионираше Димо со неговиот син со Филип, пробавме да организираме некаков тип на некое свечено испраќање на реприза, мислам дека беше на представата Фестен. И тоа го државме во тајност. Се трудевме колку може да не стигне до него таа информација дека нешто се подготвува и дека сакаме да му приредиме, но ета така мало изненадување, кој што на крај не беше мало, имаше околу 300 поканети гости кои што беа специјално дојдени за таа негова, да речеме, условно последна реприза. Зборувам гости, пријатели, нормално актери, колеги, роднини, сите што го познаваат и што сметавме ние и неговата фамилија дека би требало се дел од тој свечен момент. И некако успеавме да го сокриеме тој покрај некои обиди кои што од подоцна ги дознав. Мислам, не беа тоа обиди, него случајни средби на некои повозрастни колеги кои што во поминување го поздравувале Димо со муабе дека ќе се видиме на твоето пензионирање. Тој до крај не го разбирал тоа, окей, ќе се видиме на пензионирањето, што и да значи тоа, и не можел да насети барем во тој прв момент дека нешто се спрема. А тие двајца, тројца колеги веројатно не го слушнале тој мобе дека треба да остане во тајност. И кога дента, тоа ми го раскажуваше неговиот син Филип, кога дента доаѓале нели за таа реприза, криеле оддело во гепекот во колата, затоа што ако му го приложили или ако го натерале да го облече, ќе се чудел секако, пошто кажав и претходно Диме е исклучително скромен човек, мислам не би дошол за таа негова последна реприза така свечено дотеран, секако би го одбил тоа, ако е тоа некој разговор претходно направен со фамилијата, и тие го криеле во гепекот и кога почнала представата, на пола го донели и му го закачале во неговиот пулт за да биде нели после таа представа подготвен спремен да излезе нели малце посвечено.
и беше навистина големо изненадување. Сите колеги кои што беа присутни тогаш во публика се качија на сцена, беше навистина еден убав момент и едно достоинствено испраќање за еден актер како што е Дими Илиев. Живее со сите. Не знам, ме сака и млади колеги, и повозрастните. Она што мене ми го направија, тоа беше на самото, ја не знаев дека на самото пензионирање, па мене ме наместија, тоа беше страшно, што сите знаеле, синдикатите се договориле да викнат луѓе, не знам, сидми роднини, пријатели, другари, лекари, кате да ги повика пензионираните колеги, колешки, некои други пријатели. На крајот го видов Ристо Стефановски на 90 и кусур години, човекот кој што ме прими во театар, би дошол и тоа беше убаво, ама јас поима немав што ми прават, дека мене ме местат тогаш. Ми вератија за се она што сум им правел. Си дојдов на представа, во фарберки под джемпер, ја играме Фестен. Тоа на Зоја Бузалковска, играм главна улога, таткото, ликот што го мраза многу. И Лазе Марасковски, колегата ми вика, не се облекува, сигурно ќе нема представа, дали нема ни 30 карти продадено. Па викам, здравие, што? И не знам, ајде, ти има представа, не вика инспициентот. И првата сцена побина, втората јас и Степануле, таткото и синот. И вака гледам, до крај таму има луѓе. Не се гледа од светлото баш добро, ама гледам дека до крај има луѓе. И влегувам после сцената, ама викам, Лазе, ова има. Да бе некои од Свети Николе тамо, деца со автобуси 3 донеле, па се исполнило салата, салонот. Завршува представата, се поклонуваме, јас последен се поклонував, излегувам, се поклонувам, се враќам и некој ме турка напред, се вратам, Дејан Лилиќ. Што бе? Ајде напред, ајде. И јас пак се поклонувам, ајде ги викам сите колеги, доаѓаат и наеднаш се пали салон и ја пуштаат Каде песно моја, зар ова не е твојот дом. Таа песна 3 пати ми доаѓа до солзи кога ја слушам. Еднаш ќерка ми, кога ме намести на незината свадба, ме зема тамо, дојди нешто, те бара тука. И како излеговме во тој круг, почнуваат со Каде песна моја, и она вика, треба да играме. И сега враќање нема. Јас сум труп за играње. Сигурно 80% се смееја, 20% плачеја заради тој текст. Текстот што е последната сцена од Делфина. И тука, кога ја пуштија, ја не знаев дали сум полн или празен. Немав никакви чувства, само се воздржував, да речеме да не заплачам. Затоа што ништо не знаев, а видов 300 и повеќе луѓе, како аплаудираат и како од овие скали Игор Џамбаз се качува прв и уште понегу едно 30 или 40 колеги и колешки од нашиот, од Народен театар. И од сето тоа, после надвор беше лудница, не знам што да ви кажам. И од сето тоа би остана утре ден, или после 2-3 дена, Фифи, Фирдеус Неби, кој што бевме класа, напишал во овие социјалните мрежи, после 30 години, прв пат да се случи достоинствено да се испрати артист, актер во пензија. Таа вечер едва и се воздржав да не заплачам, дури мојот матичен лекар и рекла на кардиологот, Диме вечерва кај мене или кај тебе ќе доаѓа. Cade pesno moja, koje li more ti branuva son. Kade ljubov moja, zarovane tvojo dom. Kade pesno moja, koji li